Нема таква дефинитивна некоја одлука, меѓутоа едно е сигурно дека Алијанса за албанците сите евроинтегративни процеси, сите закони кои што се во однос на започнувањето на преговорите на Република Северна Македонија ќе ги подржи безрезервно. Па не велам, ја често пати сум повторувал дека нема некоја понуда со која што јас би можел, јас сум сега ВД председател на партијата, немаме ни тела на партијата, освен Централното собрание, и ако има такво нешто, ја не би можел да одлучам и не би сакал да одлучам сам, туку мислам дека тоа одлука треба да ја донесат органите на партијата, телата на партијата. Кога би имало таква некоја понуда, ја мислам дека треба тоа да го споделам со Централното собрание и тие заедно со нив да ја донесеме конечната одлука. Меѓутоа, до денеска сега кога збориме не сме имали некаква понуда. А видете, дали ќе помина тоа не можам да тврдам, меѓутоа дека мора да има уставни промени и тоа нема дилеми, значи Македонија е по пат за по европски пат. Секое задоцнување само доцниме, а со тоа ни бегаат се повеќе и повеќе луѓе. Ја не мислам дека вобедувањето на бугарите како една од етничките заедници кои што живеат во Македонија би бил некаков ризик за државата. Напротив, мислам дека секоја држава што има што повеќе етнички заедници во себе, толку е побогата и со тоа се дава една можност за што поголема кохезивност на сите ние што живееме тука. Јас мислам дека сите се гледаат како политички да поентираат, а треба да бидеме што порационални и да донесеме што по-мудри одлуки, а целта на сите ние што живееме тука, меѓутоа и на сите политички партии, барем тоа што го слушам од нив, е што побрзо да се интегрираме во ЕУ. Видете, ја го кажав тоа од пред месец-два дека уште кога беше Преспанскиот договор ние го предложивме. Не се работи за нешто, ете, слушам сега дали ќе биде државата унитарна, никој не е против унитарноста на државата. Зборуваме за меѓусебен респект на нас што живееме тука. Македонците и албанците се 91% од населението. Нон-стоп се повикувам на последната регистрација. 1/3 на население што живее тука, јазикот да и се нарекува повеќе од 20%, мислам дека е недостоинствено. Збориме за меѓусебен респект и ја мислам дека поголемиот број на политички партии македонски во Македонија немаат против тоа и се надевам дека за да покажеме меѓусебен респект ќе го поминеме ова и мислам дека е апсолвирано оваа прашање и се надевам дека ќе има разбирање и од поголемите. Ја би сакал сите македонски партии кои што се во Македонија чисто да покажат респект, онака како што и ние како нивни сограѓани цело време бевме уз нив, ги поддржувавме и кога беше за идентитетот и за јазикот и за све. Се надевам дека ќе има разбирање и ќе го поминеме оваа така како што треба.